Најново издание на регионалните вести. Тетово вчера беше најзагадениот град во Македонија со концентрација на PM10 честичките за 4 пати повеќе од дозволената вредност. Од почетокот на годинава тетовци само 4 дена дишеле чист воздух. Продолжува загрижувачката состојба со квалитетот на воздухот кој го дишат тетовци. Тетово вчера беше најзагадениот град во Македонија со концентрација на PM10 честичките за 4 пати повеќе од дозволената вредност. Како што објави Министерството за животна средина и просторно планирање на својата интернет страна, вчера била измерена среднодневна концентрација од 199,7, а ден предходно од 174 микрограми на метар кубен воздух на суспендираните честички. Дозволената концентрација е 50 микрограми на метар кубен воздух. Од почетокот на годинава тетовци само 4 дена дишеле чист воздух, односно од изминати 32 дена. Во 28 биле измерени недозволиви концентрации на канцерогените материи во воздухот, а во интерес на здравјето во цела една година не смее да има повеќе од 35 такви денови. Според податоците кои ги објавува Министерството за животна средина и просторно планирање, последниве 2 недели непрекинато се мерат концентрации на суспендираните честички прав повисоки од дозволените. Додека трае ваквата состојба, се апелира до граѓаните да не излегуваат од дома без поголема потреба, а особено кога има најголема загаденост на воздухот. Препораката најмногу се однесува на децата, бремените жени, хронично болните лица и повозрастните граѓани. Тетово минатата година беше град со убедливо најмногу денови на надминување на дозволената гранична вредност на PM10 честичките и со убедливо највисоки измерени среднодневни концентрации. Според извештајот на Министерството за животна средина и просторно планирање, во 2016 година регистрирани се 302 денови со загаден воздух, а концентрациите во текот на еден ден се случуваше да се искачат и до 16 пати повисоки од дозволената вредност. Ситните честички прав потекнуваат од издувните гасови на моторните возила, од индустријата, од прашината на улиците, од согорувањето на огревно дрво во домаќинствата и од неконтролираното палење на отпад. Мразот и лизгавите површини го зедоа данокот. Во Тетово бројот на лица кои се здобиле со повреди при пат или лизнување изминатиот месец достигна 200. Мразот кој го има по улиците, тротоарите, а посебно на осојничавите места, предизвика значително зголемување на бројот на лица кои побарале лекарска помош поради повреди, информираат од ортопедско-травматското оделение при клиничката болница во Тетово. Во ортопедската амбуланта изминатиот месец се третирале во просек по 7 случаи на повредени при пат на снег или мраз. Тука се вбројуваат скршениците, истегнувањата, исчашувањата и слично. Изминатиот период снегот и мразот кои се задржаа по тетовските улици и тротоари поради ниските температури го зедоа данокот. Според лекарите, од пат или лизнување кој резултирал со повреда, најмногу страдале децата и повозрастните. Кај помладите најчесто страдаат рачниот и скочниот зглоб, додека кај постарите, освен споменатите повреди, многу честа е и повредата на зглобот на колкот, појаснува доктор Мирослав Кочовски, начелник на ортопедско-травматолошкото оделение при клиничката болница во Тетово. Последниот месец дена, откако нашето подрачје го зафатија снежни врнежи, проследени со поларни температури, бројот на пациенти со скршеници и повреди значително е зголемен. До сега на ортопедско-травматолошкото оделение во Тетово се јавија околу 200 пациенти со набиеници, истегнувања или фрактури, најчесто на долните и на горните екстремитети. Повредите се лоцирани обично на скочниот и рачниот зглоб, а не се поштедени ни повредите на градниот кош, како и рбетот. Дел од нив се лекувани конзервативно со имобилизации, а дел и со хируршки третман. Најзасегната група се децата од школска возраст, како и повозрастните лица. Ортопедско-травматолошкото оделение е 24 часа на располагање на населението за справување со ваква патологија и е кадровски и технички опремено адекватно да им помогне на пациентите со оваа проблематика. За најкритичната група, односно постарите лица, лекарите препорачуваат што поретко излегување надвор, а особено да избегнуваат излегување во утринскиот период. За сите останати препорака е внимателно движење, носење на соодветна облека и обувки. Ортопедско-травматолошкото оделение е кадровски екипирано и материјално е подготвено да одговори на потребите во текот на 24 часа.
Откако се истопи снегот и мразот, големи дупки се појавија по тетовските улици. Од секторот за сообраќај и патишта при општина Тетово велат дека тоа е вообичаена појава во зимскиот период. Сите дупки кога ќе дозволат временските услови ќе се санираат, велат градските власти. Големи дупки вдлабнатени се појавија по тетовските улици откако деновиве се истопи снегот и мразот кој во некои коловози воопшто не беше отстранет. Граѓаните велат дека дупките се појавуваат секоја година, од прилика на истите улици и места, бараат што поскоро да се санираат. Никогаш не искрпени, никогаш не направени улиците како што треба. Никогаш тешко стареве и тешко деца во идат у школа. А кој оценувате состојбата со дупките по улиците сега од кога се стопи снегот? Никаква. Што да кажем? Не е добро. За кого е тоа проблем? За народот, сите нас. Што да се преземе? Треба ЈКП да преземе мерки. Или кој е надлежен таму, нив. Сметате дека доволно се грижат од градот за улиците? Па да се грижеле би било вред, не? Тоа е тоа. Треба да се одржуваат. Тие што го одржуваат, ги нема нигде на видело. За кого е тоа штета дупките по улиците? За народот, и за пешачите, и за тие со возила што идат. За сите нас. Што да се преземе? Треба да се чиста, треба да се дупките да се полнат. Еве има дупка таму на крајот, не може да се движи човек, а плаќаме. За давање, за плаќање све ги даваме, за земање, за да ни услужат општината, ништо. Од секторот за сообраќај и патишта при општина Тетово велат дека појавувањето на дупките е вообичаена појава во зимскиот период. И вие знаете дека после зимскиот период имаме појавување на ударни дупки секоја година и тоа е нормална појава е таа. Ние имаме и план на динамика значи за нашите работи. После значи зимскиот период, откако ќе се поправи малку времето, откако ќе ни се овозможни значи да работиме со асфалт, ние ќе почнеме одма со санирањето на ударните дупки. Ударните дупки највеќе ги има на булеварите Благоја Тоска и Видео Смилевски Бато. Во анкета на телевизија КИС граѓаните одговараат на прашањето како да се надмине политичката криза во земјата при создавање на нова влада и кој треба да ја формира владеачката коалиција. Знаеш што треба? Треба прво ове корумпирани да се затварат. После може да се излезе. Иначе, докато има ови луѓе што крадат, тешко е. Тешко е. Со кого треба да уиде коалицира при формирањето на владата? Па што треба да проба со заеба. Тој више прошло. Било што било прошло. Со заеба да пробаме. Ако се може нешто. Во моментов ја не сум никој со никого да не коалицира. Нека се иде на поновни избори, нешто ова не е во ред воопшто. Сигурни бидете во тоа. И ја мислам дека никој нема да состави влада. Ни еден, затоа што го немаат правото мнозинство и најпаметно ќе биде нови избори. Иначе друго не ни чини работа воопшто. Како да се надмине политичката криза во земјава? Кој со кого да коалицира при формирањето на новата влада? Па изгледа со ова новата влада треба да се заедно. И затоа сви треба така да даваме говорам. Зошто сметате? Па сметат така вака не може да се живее. И така може сега бараме поволје него тоа што е бил. Што знам, ја не гледам решение на ова. Ова е по моје гледа да се растури, не да се реши нешто. Кој со кого би требало да коалицира? Па, како ga договориле, тражија да победниците да коалицираа и да формираа влада. Сега, не знам што тража. Ова се иде да се руши државата по моје. Да се блокира институциите, све иде. Треба некој да застане, да земе све у руке и
Па сега тоа е малку тешка работа, оти го заплеткале сами, сега не знаат како излезе. Ама ме се надевам дека брзо ќе се реши тоа. Тие се толку сплеткани да изгледа не сакаат, се спремни да одат и на погоршање на состојбата, само да остане ова состојба што е сега. И мислам дека со овој председател кога имаме, тој нема храброст да излезе од канџите на ВМРО, затоа немам некоја, мислим, не се надевам брзо дека ќе биде тоа. Со кого ДУИ би требало да коалицира при формирање на нова влада? Со кого? Зависи како ќе го натерат, на која страна, кој ќе тежне повише, како ќе го натерат. Тие сега се изгубени и немат некоја идеја на кој начин да се излезе од криза. Иако се повикуваат дека еве ние за државните интереси, за тоа, ама тие се флоскули, сите викат државни интереси, ама на крај гледат овие нивните интереси. Да се вразумат луѓето, народот, па после да ги јурат политичарите, тогаш ќе биде во ред. Во продолжение информации од полицискиот билтен на СВР Тетово, а во него приведување, кражба, семејно насилство и излетување на возило. Лишен од слобода 56 годишен тетовец осуден на година и пол затворска казна за насилство. Имено вчера полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово околу 14 часот на улица Ленин во Тетово го затекнале и привеле тетовецот Ш.И. По неговото приведување реализирано со судска наредба предаден е во казнено-поправната установа Идризово во Скопје за издржување на казната. Полицискиот билтен на СВР Тетово информира и за кражба случајна вчера помеѓу 12 и 13 часот и 30 минути, кога засега непознати сторители извршиле кражба во стан на 34 годишната тетовка Л.И, лоциран на улица Видеосмилевски Бато во Тетово. Без да ја оштетат алуминиумската врата, влегле, целосно ја пребарале внатрешноста на станот, а потоа одзеле 5 парчиња разновиден златен накид, бурми, женски прстени и машкана раквица, стекнувајќи се со имотна корист која се проценува на 24.000 денари. Со одземениот накид, незабележани од никого, го напуштиле станот. Извршен е увид, се расветлува пријавеното и се работи на откривање на сторителите. Дел од билтенот на СВР Тетово и семејно насилство во Гостивар. Имено 25 годишниот гостиварец С.А. вчера попладне пријавил семејно насилство што го извршил неговиот 46 годишен татко Р.А., а за што побарал и кривичен прогон. Татко му, него и другите членови на семејството со кои заедно живееле во куќата, подолго време ги навредувал и психички и физички ги малтретирал, посебно ако не му дале пари. Дента околу 13 часот повторно побарал пари и откако му било речено дека нема да добие, од подрумот зел лопата и го удрил С.А. по левата рака, нанесувајќи му видливи повреди. Набрзо по пријавувањето С.А. лишен е од слобода, одземена му е лопатата, разговарано е со него, пошто е пуштен, информира СВР Тетово. Се работи на целосно расчистување на случајот. Вчера околу 15 часот во Тетовско казино лоциран на улицата Маршал Тито починал 50 годишниот тетовец Б.Б. Додека играл на еден од апаратите, наеднаш му се слушило и паднал, така што лекарите од Тетовската брза помош, која во меѓувреме била повикана, само ја констатирале смртта. Јавен обвинител, екипа од СВР Тетово и лекар по судска медицина извршиле комплетен увид и при тоа не се констатирани траги на насилство, а по наредба на јавниот обвинител без животното тело на Б.Б. предадено му е на семејството. Вчера вечер околу 20 часот и 25 минути на улицата Благоја Тоска во Тетово патничко возило со тетовски регистарски таблици управувано од 25 годишниот И.М. од Мала Речица загубило контрола и излетало и удрило во метален електричен столб. Од излетувањето возачот кој бил сам во возилото поминал без повреди, но причинил материјална штета на возилото и столбот, која се проценува на 20.000 денари. Извршени увиди се утврдува причината за излетувањето и другите поединости. Првично причина е неприлагодена брзина, односно пребрзо возење. Телевизија КИС вечерва ќе емитува прославата организирана од Српската заедница на Република Македонија регионален одбор Тетово по повод празникот Света Сава. Истата ќе имате можност да ја гледате во 17 часот и 30 минути.
Од ЕВА на Македонија информираат дека заради реализација на инвестициони зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија, утре од 9:30 до 15 часот без напојување ќе останат жителите на село Палчиште и стопанските објекти во близина, како и жителите на гостиварската населба 6-та зона, област кон фабриката Силика. Со одлука на Собранието на ЗАМП број 25-1/0201 од 2.2.2017 година се става вон сила забраната за јавно емитување авторски музички дела од репертоарот на ЗАМП, што со одлука на Собранието на ЗАМП беше донесена на 17.9.2016 година. Со оглед на тоа што истекоа сите законски рокови да почне со работа ново формираното здружение Соком МАП, надминати се сите опасности кои се закануваа да го обезвреднат авторскиот труд, авторските права и музичките дела на авторите од земјава. ЗАМП ги известува трговските радиодифузни друштва дека од 3.2.2017 година можат да продолжат со јавно емитување на музички дела од репертоарот на ЗАМП. Сдружението за заштита на авторските музички права им се заблагодарува на трговските радиодифузни друштва кои до крај ја испочитуваа забраната и со тоа дадоа безрезервна поддршка на авторите да ги остварат нивните загарантирани уставни и законски права. Им се заблагодаруваме и на Сдруженијата од Србија, Хрватска, Словенија, Црнагора и Босна и Херцеговина, кои застанаа на страната на ЗАМП и забранија емитување на авторски музички дела од нивниот репертоар во земјава. Авторите чии права ги штити ЗАМП, свесни дека со забраната ги лишија македонските корисници од задоволството да слушаат домашна музика, се уверени дека никогаш повеќе нема да се повтори таков чин, кој беше израз на револт против незаконските постапки на надлежните институции. Најмалку 5 мина повредени и 60 уапсени е билансот на судирите меѓу демонстрантите и полицијата за време на протестите во Букурешт. Протести беа организирани во други романски градови, најмасовниот падот на комунизмот во 1989 година. Демонстрациите се одржани поради тоа што владата издаде итен декрет со кој се намалуваат казните за корупција, што би можело да поштеди многу политичари од кривично гонење. Се проценува дека на улиците низ цела Романија излегле меѓу 200 и 300 илјади луѓе кои извикувале краци и оставка. Во Букурешт судирите избувнаа кога група демонстранти почнаа да маваат со шишиња, петарди и камења кон припадниците на безбедносните сили кои одговорија со солзавец. Британските пратеници, иако повеќето се против Брекзитот, го одобрија излегувањето на земјата од Европската Унија, иако некои од нив беа сигурни дека прават историска грешка. 498 гласови за и 114 против ја одобрија првата фаза од расправата за нацрт законот кој на Тереза Меј ќе ја овозможи да ги почне преговорите за разделба со Европската Унија. Расправата за текстот продолжува во Долниот дом следната недела. Расправата беше на моменти и жестока, но преовладуваше чувството на помирување со судбината. Повеќето и од левицата и од десницата истакнаа дека едноставно немаат друг избор и дека мора да ја почитуваат волјата на народот, иако не се сложуваат со тоа. Стотина демонстранти од Калифорнискиот универзитет Беркли кршеа прозорци од зградата на универзитетот, автомобили, предизвикаа пожари и се судрија со полицијата за да го спречат ултрадесничарскиот настроен уредник на порталот Брайтбарт, Мајло Јанопулус, да одржи говор, пренесуваат британските медиуми. 2 часа пред најавениот говор, демонстрантите пред Студентската унија поставија метални барикади, фрлаа со камења низ прозорците од зградата и запалија генератор во близина на влезот. Полицијата им нареди на демонстрантите да се разотидат и го затвори универзитетот. Демонстрантите фрлаа тули и факели врз полицијата, која носеше опрема за разбивање демонстрации и која кон нив испука гумени куршуми, пренесоа локалните медиуми од Сан Франциско. Челникот на конгуанската опозиција Етиен Чисекенди Ва Мулумба починал во средата во Брисел во 84-та година, објави ноќта кон четвртокот заменик генералниот секретар на неговата партија Бруно Тшибала. Водачот на Унијата за демократија и социјален просперитет Етиен Чисекенди Ва Мулумба минатата седмица допатува во белгиската престолнина Брисел на медицински прегледи, објави конгуанскиот портал Politico.cd. Радиото Френс Интернационал пак објави дека Чисекенди бил хоспитализиран поради белодробна емболија.
Денес имавме променливо облачно време со појава на магла, особено предпладне. Утринските температури се движеа од минус 6 до 1, а дневните од 4 до 11 степени Целзиусови. Утре ќе преовладува променливо облачно време, во крајните западни делови се очекува појава на слаб локален дожд, а на повисоките планини слаб снег. Утринската температура ќе се движи од минус 4 до 2, а дневната температура од 6 до 12 степени Целзиусови. Овде ги завршуваме денешните регионални вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.